Ракометарите на Алкулит имаат успешна есенска полусезона. Презимуваат на врвот од табелата и како лидери ќе ја дочекаат 2025 година. Изборниците на Кирил Лазаров имаат учинок од 15 победи и 1 пораз од Вардар, со најефикасен напад со постигнати 571 погодок. На делба на второто место се Вардар и Евроформ Пелистер со по 28 бодови, а тоа ветува неизвестна пролетна полусезона, неизвестна трка за титулата. Ваква трка за титулата одамна немало во македонскиот ракомет. Три екипи да бидат вака израмнети на врвот од табелата и да има неизвестна борба за титулата. На четвртото место заврши тимот на Охрид. Гладиаторите имаат успешна есен со 12 победи и едно реми со Тиквиш и порази од фаворитите за титулата Вардар, Алкулит и Евроформ Пелистер. Но тимот на Охрид има најдобрата одбрана која е примила 395 погодоци. Но овие 4 екипи треба да се приклучат уште 2 екипи за комплетирана плейофот, а трката ја водат 4 екипи. Бутил и Тиквиш го делат петото место со по 16 бодови, а пак Тиквиш и Прилеп го делат седмото место со по 14 бодови. Тоа значи дека во пролетната полусезона од регуларниот дел овие 4 екипи ќе водат борбата за пополнување на последните 2 места од плейофот. Куманово е на 9-то место со 8 бодови, а потоа следуваат Бесинов од Велес и Струга со по 6 бодови. Додека пак Радовеш е една нота од табелата како последен тим во Суперлигата. Финерџијата има само 1 бод, учинок од едно реми 15 порази. Најлош напад кој постигнал 352 гола со најлоша одбрана која е примила 562 гола.